Почитувани мој добар ден. Вие го гледате петочното ново издание на Црвена линија. А еве зашто ќе проговориме денес со вас. Во рамки на заедничките активности петарди не, безбедност пред се, тимови од полицајци и лекари во повеќе училишта низ Македонија одржуваат стручни предавања за ризикот од употреба од пиротехнички средства по здравјето на луѓето. Пред се од повреди на рацете, очите и другите делови на телото. Учениците се запознаваат и со законските импликации од набавување, продажба и од активирање на петарди и други пиротехнички средства. Одлична акција за пофалба и да се спроведе во што повеќе училишта. Во Виница пак полициски службеници одзеле 3000 парчиња разновидни пиротехнички средства. Во Велес одземени 2800, во Тетово уапсен продавач со 3000, додека 7000 разни пиротехнички средства се одземени од гостиварските полицајци. Одлична акција за пофалба и да се спроведе во што повеќе градови. Што велат законите? За тие што неовластено изработуваат, држат, продаваат, се предвидува казна затвор од 3 до 10 години, а тој што ќе употребува пиротехнички средства ќе му биде изречена глоба од 200 до 500 евра. Казните не се мали, а ниту продавачите, ниту купувачите не се плашат од законот. Затоа го имаме ова прашање денес до вас. Зошто според вас тоа е така? Денес ќе поставиме и повеќе прашања на оваа тема. Например, зошто не се купуваат пиротехнички средства од специализирани продавници? Дали родителите треба да ги пријават децата доколку им најдат петарди или други пиротехнички средства? И дали според вас полицијата доволно е ангажирана во спречување на продажба и употреба на петарди или други пиротехнички средства? Неминовно е да ве потсетам дека треба да не заследните веднаш во овој момент на Инстаграм и веќе да бидете во истиот момент и дел од оние кои што не следат таму, што значи да го одговорите денешното анкетно прашање. А на Инстаграм Stories гледаме вака, сега ќе можете да видите како изгледаме таму, а прашањето кое што го поставуваме е: доколку приметите продавач на петарди, дали би го пријавиле? Да, не. Ќе кликнете на вашиот одговор, а резултатите по рекламите во Црвена линија ќе ги соопштиме и тоа пресметано во проценти. Секако за она што зборуваме во живо во Црвена линија, можете да го продолжите како дискусија и со оние кои што не следат на Facebook. Ако не сте меѓу нив, заследете на нашиот профил Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, како и на Twitter или Експо Нова. Како и да е, најдраго ќе ни биде, како и сегогаш, да бидете дел од Црвена линија. Сепак оваа тема е неминовно да ја поставиме, особено бидејќи сегогаш во пресрет на празниците и дочекот на новата година, постојано од година во година се водат на некој начин битки за да се намали на минимум и секако да се отстрани целосно, доколку е тоа возможно, продажбата и пред се употребата на петарди. На 02307-0005 можете да не добиете и секако по вклучувањето и веднаш да го намалите тонот на телевизорот и тоа целосно. Добро вечер за првиот гледач. Добра вечер, Тина. Па еве да поставиме прво едно вакво прашање. Доколку забележите некој кој што продава петарди или пак користи петарди во моментот, дали би го пријавиле? Кому да пријавим? Тој што продава? Кажите ми кому да пријавим. На вас, на телевизија, Телма, па знаеш како беше приказната? Ако ве малтретира еден полицаец, ако пријавите кај друг полицаец, и тој ќе пјакне еден шамар. Тоа е зошто не почињаме од пазарите, како доаѓаат на пазарите. Децата сигурно на пазар не идат, чичко дај ми една ракета, дај ми 2 петарди, дај ми ова, и некој од сестрите така им ги дава. Пазарите како доаѓаат? Се знаеш како се века? Па ние
Или јас ќе ви тоа за откриам Кина? дека имам пријавено и експедитивно пред короната, пред пандемијата, беше решен тој проблем. Зборувам за употреба на петарди, беше забележан. Па тоа и у законот пишува дека е забрането користење на петарди за Нова година. Зошто ти реков? А знаеш како се? Ја ќе речем, знаеш, глорификација на Нова година е треба да летаат балуи ракети, треба да се фрли некоја петарда, треба ова, меѓутоа за дечиња, тоа без присуство на родител нема шанса да му даеш да запали петарда. Сметате дека родителот е гаранција за безбедност при употребата на петарди? Добро, Иве, со првиот гледач, прво ќе ви се заблагодарам за јавувањето. Иве, се постави една ваква, да наречам, па и прашањето и дилема. Дали тоа значи дека сигурноста во користењето на петарди всушност се зголемува доколку има присуство на родител, иако мораме да напоменеме дека праксата редовно покажува дека ниту возраста не е гаранција за тоа дека нема да се случи несреќа и секако да има фатални последици кои што секако ќе се пролонгираат дуж целиот живот. Добро вечер. Добар ден. Добар ден нека биде. Секој е добро во црвена линија сте. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав Одлична секако. тема за пред новогодишните празници. Ке се прата малку наназад. Значи, долги години пред да се донесе законот за употреба на петарди, доста се користели. Јас кога сум бил дете, биле достапни, во секоја продавница можеше да се купи петарди и така да за нас тоа беше како една традиција и навика. Али полека таа навика се одвикнува, али треба доста и време да помине. Сега, што се однесува до родителите, ако не им дозволат на децата да купат петарди, тие не би требале да купат. А доколку им фатат петарди, дома треба да ги прашат од каде се купени, од каде се набавени. Па така да родителот да пријави зошто некој дуќан или маркет или на Битпазар се продаваат петарди. Доста, и ова ќе го напоменам, со оглед на времето што е кратко, доста се држат и едукативни работилници по основни и средни училишта од страна на Министерството за внатрешни работи. И тоа доста вродува со плод. Мислам дека и доста се намалени последиците од користење на пиротехнички средства. Со оглед на времето, би ве поздравил и може да се зголеми малце времето за во наредните емисии. Благодарам многу, но знаете, бидејќи знам дека и редовно се вклучувате, редовно не следите, знаете дека во рамки на време трењето на црвена линија сме направиле една, да речеме, коректна пресметка во која што 90 секунди, барем сега засега, се секунди измерени со цел да можеме да вклучиме што е можно повеќе од гледачите. Се разбира, во црвена линија сте и граѓани кои што ќе може да го кажат својот став и да дадат одговори. Ајде да вклучиме уште еден гледач, па потоа се разбира ќе ви покажам низ фотографија всушност зошто е постојано се зборува и се држат овие предавања и работилници и како изгледаат и што се може да се случи како фатална последица при употребата на петардите. Добро вечер, ако имаме гледач. Добро вечер. Дали може да ве замолам да зборувате малку повеќе гласно? Како? Да, добро, за да ве слушаме подобро. Повелете. Ќе се трудам, ама колку можам. Одлично ве слушаме, сега е веќе подобро. Повелете. Што е тема? Што е темата? Темата ни е во однос на употребата на петардите. Еве, доколку забележите дека некој продава или користи петарди, дали би го пријавиле? Како? Доколку забележите некој да користи или продава петарди, дали би го пријавиле? Не, ја тоа си мака немам, пошто деца немам маленки. Не, ќе ве замолам, предајте го бројот на режија, нека го запишаа.
Добро, Дрежа, нека проговорат со вас. Сепак во Црвена линија водиме дискусија во однос на денешната тема, која што е се повеќе од ден на ден актуелна при крајот на оваа 2023 година. Со оглед на тоа што деновите, особено пред дочекот на новата година и вечерта за новата година, неминовно е да се слушаат рафали од испукани петарди. Сега, оно што прво ќе ве прашаме во Црвена линија е оно што ги прашуваме и на Инстаграм, дали доколку забележите продажба, се разбира и употреба на петарди, дали би направиле пријава во Министерството за внатрешни работи. Меѓу другото, дали родителите и треба да ги пријават децата доколку им најдат петарди или други пиротехнички средства. Инспирација добивме за ова прашање, бидејќи реалноста е следна во Словенија, ми се чини пред некој недела дена или 10 дена, родители со сопствениот син го пријавија во тамошната полиција со цел да укажат дека користи петарди. Ако го зборуваме за петардите, штетноста е фатална, со долготрајни или последици кои што траат низ целиот живот. Па, еве, ако може повторно режијата да покаже, ова издвоивме, не сакавме секако, иако и останатите слики се вознемирувачки, верувајте дека сликите и фотографиите од повредите од петарди се исклучително вознемирувачки. Еве, најчесто може да се случи повреда на око. Ова е фотографија извадена од статија која што зборува за случај во Србија, каде што девојче на 11 години има сериозна повреда на окото токму од употребата од петарди. Ако имаме гледач, добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во Црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте, повелете. Да. Вака сега, темата ја читам и гледам. Кај нас уште владе она, не знам како да кажам, уште малку заостанатоста во тај поглед, бидејќи што околу нашите држави и во Европа легално се продават пиротехнички средства. Значи сега да отидете во Бугарија, имате у Кауфланд било дека. Значи да отидете во Грција секаде. Горе сме биле по запад. Значи у сите маркети до дека завршат празниците има легална продажба. Тоа е регулирана продажба. Да, легална продажба и сите се понашат нормално, си купуваат, си се окей. Ние оти тука ги бранеме, тука закон имаме некои си и за така се случуваат повеќе вија работи. Значи, колку е по флексибилно и демократско, по-добро ќе се понашат и децата. А вака се бранат децата, они купуваат на црно и така се случуваат овие работи. Дали тоа сметате дека децата самостојно купуваат петарди ако се малолетни во такви случаи или родителите купуваат? Не. Значи тамо до 18 години е забранета продажбата. Така, а кај нас? Кај нас се е на црно и родителот купува, па му дава на дете. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве, со оглед на тоа што напоменавте дека кај нас, барем од она што сте сведоки како покажала праксата, се случува родителите да им купат петарди на сопствените деца. Но употребата на петардите, еве, ќе повториме и низ фотографија, ќе ви укажеме зошто може да биде фатална. Ќе напомена меѓу другото дека фотографиите секако се со вознемирувачка содржина, бидејќи станува збор за повреди при употреба на петарди. Па, еве, можам да ви доловам низ фотографија сушност како изгледа и што може да се случи доколку се користи петарди. Ако може од режија да покажеме, ве молам. Ете. Значи, може да дојде до губење на некој од прстите. Секако, еве, изгореници и повреди кои што може да бидат и трајни и секако да направат повреда и на нервите со тоа што може да се изгуби функционалноста на шаката или пак раката за многу проценти, што значи тоа сето ќе
остави трага и оној кој што бива повреден се разбира ќе има целосно сменет на полошо квалитет на живење. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, ако сум ја на линија. Да, вие сте на линија, повелете. Добро вечер, Тинче моја. Секој пат се дивам со вашите теми, деликатни и многу специфични теми давате, во разлика од другите теми. Благодарам многу, не значи. Сега послушајте ме. Еве сега баш вртев во 192, до мене комшијата, не е комшија, 4-та година средна школа, мајка му стои на тераса, тој фрла 10 петарди, баба, како рапали. Значи, родителот опште не влијае. Дали се јавивте да пријавите во МВР? Да. И? Да. Меѓутоа, сега, потом тоа. Сега, јас се наоѓам од Драчево. Кај школото Кузман Шапкарев. Вчера интервира во дворот на Кузман Шапкарев. Деца од второ деление, открши школото, има една бива продавница, каде што на деца од второ деление му продаваат петарди. Дали пријавувате за такви работи? На кого да пријавам? Во 192 за полиција, нормално МВР. Ја отидов кај директорката у школото. Не се вие меродавни да водите рачун. Па како викам децава од второ Но зошто деление... еве не пријавувате на овластените лица во Министерството за внатрешни работи? Тинче моја, послушај ме сега, душо моја. Јас сум тоа особа, исто од власта. Сега пријави во 192. Така, дали испратија луѓе? Нема уште дојдено интервенција, чекам и зато меѓувремено ви се јавувам. И сето ќе биде џабе. Топати таа продавница е пријавена, не сме полиција да се доближи. Заштитена е од страна на владата. Така да родителите и не се запознаете дека децата купуваат петарди. Благодарам многу, со оглед на тоа што еве и тоа очекуваме во ова издание на Црвена линија, што буквално еве сте ни и сведоци за ситуации со кои што се соочувате и еве од гледачката слушнавме дека барем што се однесува до пријавувањето на таа продажба, како што ја нарече од продавница која продава на диво, се уште не е реагирано. И еве ни посведочи дека дури во присуство на родителите, децата постојано употребуваат петарди. Добро, благодарам многу, продолжете да не следите, да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Да, добро вечер. Секој добро, во Црвена линија сте? Госпоѓа Тина, сакам да кажам нешто за ова иницијатива што вие покренувате, многу убаво, многу корисно за целото општество. Многу ви благодариме. Се е тоа добро, меѓутоа нашите луѓе приметувате дека се сите толку критични, расположени, све им не чини. Ќе најдат рачка дека не чини нештото. Имајте убав ден, госпоѓо Тина, и ви благодарам. И јас ви велам благодарам и еве секако ќе ги потсетам и оние кои што можеби сакаат нешто да надополнат, меѓу другото преку статус се разбира и коментар. Слободно сторете го тоа и на нашиот профил на Црвена линија на Facebook. Сега и таму ќе ви покажам како изгледа тоа, се разбира ќе не заследите. Црвена линија е нашиот профил на Facebook, а во однос на денешната тема ја имаме оваа фотографија и секако прашање кое што го поставивме за оние кои што не следат на Facebook. Зошто ниту продавачите, ниту купувачите не се плашат од законот? Лачки Тодор низ фотографија, која што еве можете да ја видите, даде коментар во однос на нашето прашање и секако темата за која што дискутираме во живо со оние кои што ќе се вклучат на 02307 0005. Ајде да видиме дали според вас и полицијата е доволно ангажирана во спречување на продажба и употреба на петарди и други пиротехнички средства.
Иако казните не се мали, ниту продавачите, ниту купувачите се добива впечаток дека како да не се плашат од законот. Зошто е тоа така? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум Сигурно на линија. Така, од каде ни се вувате? Од Скопје. Од Скопје, повелете. Ево, додеме сега на Бит пазар, таа што е улицата внатре, има 100.000 петарди. Има полиција на 50 метри од нив. Полицијата проаѓа поред нив. Ниеден ништо не бега, не се расправа, Јас кога бев дете младо, не смеем да погледам петарда, доаѓа полиција, дома га татко ми моментално. А ова сега, ова не е видено, мора да е полицијата помешана. Јас сум видел. Ама ова, она ми кажа некој Белгија, каква Белгија? Абе, ние у Иран го нема ова. Ова го нема ни у Палестина. Ова не може да разберам. Јас, стварно ова, све било, ама ова не било. Кој сага не га мисли за мене? Може да ме зборат сите години дека ја зборам многу, ја прв се ова во телевизија. Драго ми е дека тоа така и верувам нема да биде последен пат. Не, во реду дали, знаеш, ова сега, овие полицајци, дали биле они, кој е крив ако не се они? Кој е крив ако не се они? Ја не може да разберам кој е крив. Нека некој ми каже дека они не се криви, кога проаѓаат полицијата, они пред полицијата продаваат петарди. И кој е крив сега? А не знам, ова стварно. Благодарам многу Еви за тоа што и за прв пат се јавивте, се охрабривте и се надевам на тоа, мислев нема да биде последен пат и сега кој што Еве ни доловивте, што имате видено со сопствени очи. Ајде малку и твитирџи, се разбира и твитер заедницата има многу што да каже во однос на употребата на петарди и секако нелегалната продажба на истите. Доротеј Златко напишал, заплениле 500 петарди во Виница, па дали се нормални? Ајде да видиме и овде што е напишано. НВЗ има напишано на семафор пред Судска палата и Мавровка бизнис цвета, се мисли на продажбата на петарди. Како да одиме со вас? Дали вие лично сте пријавиле или доколку забележите нелегална продажба и употреба на петарди, би го сториле тоа? Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Добро вечер, како е во Прилеп? Дали многу прилепче? Поздрав до режијата, вчера добродушно така, значи 4 пати ми креваа телефон, секунда, 2 пати. Зошто си го губите времето да се тагувате за тоа дали ве вклучиле или не? Вие сте во програма и сакам да ми кажете во Прилеп, дали постои огромна продажба на нелегална продажба на петарди и пиротехнички средства? Демократија е слободно изразување, така. Јас само сакав да пофалам режијава, 4 пати, 20 пати добив, значи, врска 4 пати крена телефон, секунда 2, бам, затвори го. Така, добро, секоја чест. Ај се на темата. Мислам дека ова треба да се поддржи, нели, масовно во продавање на петарди. Мислам дека лошо е ако се оди на литурги, лошо е ако се учи веронаука, лошо е ако се воспитува децата, дај вака треба, значи, да се овај во Чешка, можеби треба да биде пример. Да се навратиме на темата. Дали сте, кога сте забележале, сте пријавиле за употреба на петарди и продажба? Како да пријавам? Тие ќе ме раснат на крст, јас дека бранам Македонија ме мраза, па да пријавам некој дека петарди продава? Па вие сте граѓани на земјава, еве јас сум пријавила. Па добро, ти си може така привилегирана, јас не сум привилегиран. Не сум привилегирана, тогаш не бев на Телма, еве. Се шегувам, значи, зборов ми е дека терајте луѓе, само по зло терајте, по Господ. Благодарам многу. Еве една напомена до останатите гледачи. Се разбира, имајте во предвид дека со оглед на темите во црвена линија сосема е логично да има и големо побарување за вклучување. Линиите понекогаш знаат да бидат пребукирани, значи никој никого не исклучува, тоа го знаат и гледачите кои што редовно се вклучуваат. И би ве замолила и би ни било особено драго да се држиме до темата, а тоа е како и претходните гледачи да ни укажете дали сте сведочеле
сте биле сведок на нелегална употреба на петарди и секако продажба. Дали сте пријавиле, дали имало брза интервенција или не, и секако еве од лице место што се вели да не доловите што се случува и на што сте биле сведок. Добро вечер. Добро вечер, добра вечер. Добро вечер, повелете. Благодарам. Прво, значи, оно што го прикажате, значи, тие слики, какви последици имаме, значи, треба многу едукација и на наставници, и на родители, и на сите граѓани кои што живееме во ова наша држава. Ако сето тие слики ги поставиме во школите, ги поставиме пред продавниците, каде што значи, може да се види со, значи, дете останува без око, останува со без раце, значи и можда и некој да умре, значи од последиците. Са нам не треба едукација, но не и чотек или не знам што. А овдека се највиновни родителите, затоа што родителите, да речем не повеќе, ама сигурно 70% им ги купуваат петардите на децата. И не му помагаат кога ќе ги фрла, значи да биде во негово присуство, ако веќе ги купил, да има некаков надзор, некаква контрола. Значи родителот треба да знае кои се последиците, ако дури и самите петарди, значи бидејќи сега е еуфорија, се прават сериски и може од нив многу да бидат неквалитетно изработени, да речеме со помал фитил, значи побрзо ќе дојде до експлозија и ќе дојде до само повредување. Затоа ми се чини, значи треба фактички да сме свесни дека не треба да ги купуваме. Треба да ги учиме децата да не користат оно што може да му наштети. Благодарам многу за вашето јавување и со оглед на она што го кажавте вие во однос на контролата на продажбата на пиротехнички средства и петарди, дека, како што напоменавте, можат некои да бидат и со сомнителен квалитет, што значи многу брзо може да дојде до фатална повреда. А ние како редакција и секако нешто подосна повторно ќе се навратиме на фотографиите, бевме многу внимателни во однос на изборот, но ве уверувам дека има и многу погрозоморни фотографии со оглед на тоа какви повреди можат да настанат при употреба на петарди. И ќе напоменеме, со таква повреда тогаш многу едноставно останува дека лицето кое што ќе ја доживее целосно и на многу полошо ќе му се смени понатамошниот квалитет на животот. Тоа се трајни некои повреди кои што носат дури и инвалидитет, што значи ете зошто е штетна и абсурдна некој од луѓето ќе речат употребата на петарди. Пред малку гледачот од Охрид за она што зборуваше, еве не инспирираше да го представиме и овој твит на Тош кој што има напишано: треба група луѓе кои имаат прсти, раце и слично, изгубено од петарди, да прави рунди по школи и онака у фаца да им се бута на децата да видат што може од петарда да стане. Само така ќе се створи одбивност кон пиротехника ако веќе нема контрола од родителите. Па да продолжиме со вас. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Знам дека сум во црвена линија, ве пратам цело време и многу добра ви е емисијава која што да. Точно е дека треба родителите да внимаваат на децата, точно е дека во образовниот систем треба повеќе внимание да се обрати на сето ова зло што може да се случи од петардите, но најголема вина е во системот, затоа што не може така слободно да се продаваат. Не знам дали воопшто сте биле на некој од пазарите, нарочито на Бит пазар. Па тоа се продава ко бомбони да се продават. Ко сладоле да се продава. Полицајци ве проаѓаат, никој ништо не реагира. Кој е виновен тука? Системот. За уште многу работи во нашава држава, како што е системот виновен е и овдека затоа што не функционира. Како тоа прашувате, дали ние ако видиме пријавиме
во Министерство за внатрешни работи или полициска станица. Ало, не е тоа наша граѓанска работа. Граѓанска должност е да внимаваме на хигиената, на чисточата, на почита меѓусебна, а не за прекршоците кои што некои прават пред очите на полицајците. А полицајците тоа не го приметуваат, а нивна работа е всушност ето тоа да го санкционираат и да ги казнуваат. Ве прашуваме дали ви се случило да некој сосед или во рамки на вашето место на живење вршил нелегална употреба која што секако пречи, дали сте пријавиле во тој случај? Тоа ни е прашање. Јас во мојот живот нажалост имам видено големи трагедии во врска со користење на петарди. Инвалиди имаат останато луѓето. Така. Бескрено благодарам за вашето учество во Црвена линија. Ете, можевте да слушнете од гледачот со оглед на тоа што и самиот бил сведок од ужасот, какви може да бидат фатални последици од повредите кои што може да се стекнат со употребата од петарди. Но употребата на петарди покрај што е штетна за децата и младите, мора да признаеме дека е штетна и за милениците. И животните, како и дечињата, особено они од помала возраст, преживуваат вистински хорор и страф и вознемиреност од постојаното пукање на петардите. Ајде да слушнеме и за тоа кој е вашиот став. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, поздрав Тина. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам, ве поздравам сите на телевизија Телма и пошироко. Големо благодарам. Вака, се согласувам со претходниот гледач и говорник, кажа многу, меѓутоа да јас не да се надоврзам. Пиротехнички средства, односно петарди, се увезуваат од Бугарија или од Турција. Каде е грешката? Грешката е на гранични премин. Зашто не ги контролираат? Знаете ли што значи 500 петарди? 1,5 килограм барут, луѓе. Граничарите, граничната полиција. Не може граѓанинот да ја варди, обичниот граѓанин да ја варди границата кај што тие шверцуваат. Нека си функционираат. То се однесува до нив, ние знаеме во Македонија колку имаме деца без прсти, деца ослепени од петарди. Тие се стварно јако опасни средства пиротехнички кон децата. Ама имаме и поголеми деца, не деца и повозрастни, кои фрлаат на кучиња, фрлаат на мачки, се живеат. Зар не слуша еден полицај? Еве, јас се извинувам, ќе ти дадам една реплика. Јас не изигравам цинкарош да се јавам во полиција и да кажам, зар тие не слушаат? И да кажат, еве го цинкарошот се јавил од тој. Не, сите ќе се обават работата, платени се. И полицијата, и референтите, и сите. Сега имаме ние прослава и нека си ги контролираат сите улици и сите пазари. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Овака ги пратам гледачиве. Малку смешно е ова, да се прашува дали полицијата е ангажирана. Па нормално тоа е работата да се ангажира, а да гледа и да шета покрај тие што продаваат, малку е смешно. Второ, ова е се бизнис. Зошто нема да се продаваат петарди, например, на пазарчињата во Киселавода, во Автокоманда, него центарот на продажба на петарди е Битпазар. Значи, некој држи монопол, значи, донесен од некаде пред малку време, што добро кажа. Значи, на граѓиште премини на големо, тоа се скани, се купува од странство, се влечат. Значи, тоа е ланец и се движи околу исти луѓе. Значи, некој дозволил да се внесат петарди во Македонија и да се продаваат на големо. Дечињата што ги прикажавте со повредени раци, не може да бидат тие што ги петардите запалиле, може да бидат и недолжни други граѓани кои може да страдаат од такви петарди кои се фрлани. Така да мислам дека ова со петардите е црн бизнис. Црн бизнис од некој што сигурно ги увезил тие контингенти, ги распоштила низ Скопје, се воглавно се врти околу Битпазар. Се тоа центар на продажба на петарди е Битпазар. Се знае кој го држи Битпазар. Погледайте, отидете во Киселавода, пазар има, Автокоманда има пазар. Тука не се продава петарди. Таму никој ништо не може на Битпазар. Тие си продаваат на јавно,
полицијата што рече дека пред мене шета ги гледа или се прави дека не ги гледа? И што ќе пријавувате вие кога тој не ни презна мерки? Големо благодарам што се вклучивте во оваа дискусија во Црвена линија и те можете да слушнете какви одговори и секако ставови имаат во однос на темата денешните гледачи кои што досега можевме да ги слушнеме. Еве на Твитер повторно ќе ве навратам пред да вклучиме нов гледач. Профил пред времето ја објавил оваа фотографија со порака не купувај петарди, се плашам, купи храна за бездомни. А Джудит неписмената го има напишано следното: не сум имала куче многу одамна и тогаш не беше таква војна за Нова година со петарди и огномет. Пријатно сум изненадена дека е 18, а уште немам чуено некој деген да пука. Не знам како ќе ги поминеме празниците, страв ми од сега. Факт е дека голем дел од населението чувствува и вознемиреност и немир кога станува збор за пеколни, рафални испукувања на петардите во рамки од 5 на секој 5 минути. Да видиме што ќе кажат и другите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Да, ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Добро вечер. Тука од Охрид се јавуваме. Од Охрид. Добро. Да. Како е во Охрид во однос на продажба, употреба на петарди, пиротехнички средства? Сега е супер, мирно, убаво е. Нема некои вознемирувања големи. Фала му на Господ, досега сме добри. Ама толку што е надлежна полицијата, толку се виновни родителите што му дават пари, што му дозволуваат да земат петарди. И после, не дај Боже, да тргат маки. Јас ги укривувам родителите, а не полицијата. Што да му прави полицијата, душо? Во однос на нелегалната продажба, што треба да направи полицијата? Тоа да. Треба полицијата нелегално што се продава и не треба да се ни произведуваат, ама ете, тоа што не можеме ништо да го соприме. Па кога ќе дојде Нова година, нека ни е напомош за многу години и среќни да ни се сите празници, тогаш тешко нас ќе јаче градот. Така, благодарам многу. Еве, ако имате уште нешто да додадете? Да, има. Тука негреска Драгица на телефон. Тина? Добро. Пред една недела добив количка за пазарење. Така, во Завртина Телма. И дали ја употребивме количката? Не сум ја ни зела. Да си ја земете, зашто сте ја освоиле? Драгица, голем поздрав до вас и драго ми е дека се представивте, па еве се знае веднаш по Црвена линија ќе ве очекувам да се освоите уште некоја вредна награда. Ние да се навратиме на темата за која што дискутираме. Според вас дали еве ова се однесува на гледачите кои што допрва ќе се вклучат, дали имате впечаток дека токму оние кои што продаваат и оние кои што користат пиротехнички средства и петарди воопшто имаат страф од законот? Како ви се чини? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Овој разговорот горе-долу невалиден. Оти, пази се, ако треба да се забрани производството. Ако нема петарди, од кај ќе види овој разговор? Што е пишано на човек, тоа ќе му врви. Ќе прашате вие, јас ако видам некое дете, дали ќе го Не мора да е само дете, било кој што користи петарди. Еве во вашето соседство. Да, не го пријавувам, само ќе го поучам да попаметно испукат таа петарда и нека се израдуват, ако му дошло до тоа да се радуват. Иначе, милицијата, власта е крива 100% за се што се десува со народот. Власта, милицијата, законот. Че речеш зашто така кажуваш, еве одма јас ќе ти кажам.
Порано мене и со прачка и пораце и прекугас и преку уши ме удира и ме направија домаќе со 4 деца, 10 внуци, 4 зета, фамилија голема си изгледав, ништо не му се деси на никој ништо. А сега, ако е шамарче, ако му удриш на некој да го посаветуваш, преку уши, на човека да му удриш, 90 секунди е време трењето на секој излагање. Големо благодарам до вас за вашето учество во Црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво. Види вата, као прво, кај нас не се произведуваат овие распрскливи материи. Значи, доаѓаат од странство. Некој мора да ги шверца ако не доаѓаат легално по продавници. Значи, у продавниците легално не се продаваат, значи, регистрирана продавница. Ги шверцаат, значи, некои типови кои гледаат да заработат на тоа и да си направат профит. Петардите постоели и порано у традицијата, да речеме, и у време Јосиф Брос и сега, и тога се пука петарди, чак што више тога се продава по тие тутунчиња, така ги вика. Па ние лично како деца сме купували и од таму тутунчиња петарди. Значи немало потреба од шверцери, беа легални. Па може и да се случувале несреќи кај деца, али тоа е индивидуална работа. Иначе ја би кажал и нешто да речеме, кај нас тука петарди да речеме. Што да речеме у Чешка, цел снайпер малиот докачил руки. 15 луѓе потепал. Значи таму има доста... А како ја објаснувате потребата име за пукање петарди? Подсвесно, господја, подсвесно. Джабе, доаѓа празникот и све појака интуицијата да земе човек да фрли една петарда, две. Иначе мислам дека и Беса Транс автобусот изгоре од тие петарди. Затоа што имам гледано снимки како горат коли. Ајде, поздрав. Поздрав, благодарам многу. Драги мои, дојде времето и за реклами. По рекламите сме во делот каде што и ќе ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата. Еве како одговорија Инстаграмџи денес на нашето анкетно прашање, доколку приметите продавач на петарди, дали би го пријавиле? Со да одговорија 46%, со не 54%. Тука останува секако да ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија и секако што не следевте, но и не сакам да се разделиме, барем не по Црвена линија. Туку многу ќе ми биде драго и голема чест сите вас и кои што ве слушнав во рамки на Црвена линија, како и господја Драгица, се разбира да продолжите да не следите, да останете со мене и секако во овој врнежлив ден да се препуштите на најдобриот квиз, кој што секако има многу награди за вас. Ке ве подсетам дека вчера господја Живка и нездиниот сопруг дедо Трајко освоија телевизор, така да денес на менито имаме првосмукалка, но знаеме да изненадиме и со многу плюс главни награди дури во еден ден. Јас и тука ќе подкажам прашања кои што секако ќе бидат дел од квизот. Па запомнете, кој плод го дава дрвото наречено мечкина леска? Колку дијалекти брои македонскиот јазик? Ако бојлерот ви од марката Леов, тогаш во кој град е направен и кој го позајмува гласот на магарето во анимираниот филм Шрек? Тоа се само дел од прашањата, имаме купишта награди и едва чекам да ви ги доделам сите. Се разбира и главната награда, прва смукалка. Се гледаме.